Мајмунски сипаници, стара болест, но во мај месец го крена светот на нога. Зошто? Затоа што почнаа во Европа да се појавуваат случаи, а тоа не е карактеристично за оваа болест. Се започна на 7 мај, кога во Британија пациент кој што патувал од Нигерија беше позитивен на мајмунски сипаници. Само неколку дена потоа, 20 членови од неговото семејство исто така биле позитивни. Од 18 мај се повеќе држави во Европа почнаа да пријавуваат случаи на мајмунски сипаници. Според последните информации на сајт кој што дневно се апдейтува за тоа колку има заболени, се вели дека 438 вкупно заболени има во 24 држави во светот, 0 починати. Велат дека ова е поблага болест, нема починати. Според овие информации, во овој момент најмногу заболени има во Шпанија 107, во Британија 106, Португалија 74, во Канада 26. Од Европа, Германија, Франција, Италија, Белгија имаат случаи, Чешката република, а последни пријавија случаи Мексико и Малта. Ова беше доволно за да се направи паника во светот и да видиме наслови од типот нова пандемија ни е на прагот, заразна болест се шири низ светот. Но кога се работи за здравје, не се меродавни медиумите, туку експертите и лекарите. А што велат тие? Има ли простор за загриженост? Треба ли да се паничиме кога епидемиолозите се знаат за него? Па ризикот за општата популација е низок. Нема шанси да се појави нова епидемија. Нема потреба од паника, навистина. Најпаметно е, пак ќе речам како еднаш друг пат, да се свртиме настрана, да не обрнуваме премногу внимание на лавината најразлични вознемирувачки информации кои што редовно се гарнирани со пригодни фотографии и редовно со сензационалистички наслови. Зошто да го направиме тоа? Па за да не полудиме, веќе 2 години сме под стрес. Мајмунските сипаници се болест која што на човекот се пренесува од животни. За прв пат е откриена во 1958 година кај мајмун и оттаму името мајмунски сипаници. Но мајмунот не е резервоар на болеста, исто како што и човекот не е, тие се случајни носители. Резервоари се мали животни, глодари, стаурци, глувци или верверички. Кај човек прв пат се има појавено во 1970 година и тоа кај дете од Конго. Од тогаш спорадично се појавуваат случаи, но најчесто во руралните делови на Африка. Но во Соединетите Американски држави во 2003 година е регистриран првиот случај надвор од Африка на мајмунски сипаници. Информациите велат дека овој вирус има два подтипа, западноафрикански тип и централноафрикански тип. Едниот е поопасен од другиот, а последните случаи кои што ги имаме се со полесниот тип на мајмунските сипаници. Стана јасно дека под најголем ризик се оние со промискуитетно однесување. Ете, таму лежи решението за спречување на понатамошно ширење на болеста. Се разбира, епидемиолозите не смеат да бидат заспани, мораат будно да ја следат ситуацијата и да предлагаат разумни мерки, ама мерки пропорционални на предизвикот. Оваа болест е болест за која епидемиолозите веќе знаат многу, знаат речиси се. Знаат дека тешко се пренесува од човек на човек. Знаат дека не лепди во воздух како ковидот, што значи тешко се пренесува. Знаат дека сите заболени во рок од 2 до 4 недели ќе оздрават дури да примаат само терапија за поддршка. Знаат дека за оние поризични категории постојат и вакцини и лекови. Дури оние кои што се вакцинирани против вариола вера до 72 година имаат над 85% заштита од мајмунски сипаници. Исто така знаат дека нема да има потреба од вакцинација присилна, туку само оние кои што се во директен ризик, а нема да има потреба ни од карантини и изолација, затоа што оваа болест се видлива, се манифестира, а заразни се овие лица токму кога ќе бидат видливи осипот на нивното тело, значи нема период на инкубација. Токму поради сите овие информации, доктор Бекјаровски Нико овој обид да се направи паника го нарече мајмунски обид за повторно сеење страв кај народот. Сите случаи се регистрирани кај мажи меѓу 20 до 40 години. Скоро сите не се вакцинирани за морбили и не се вакцинирани против вариола вера. Сите пациенти се хомосексуалци и бисексуалци. Во Македонија, како и во целата ексју, сите родени пред 72 се вакцинирани против вариола вера, а голем дел од помладите имаат вакцина против морбили. Заклучок. Слободно планирајте си ги летните одмори. Заслуживме по 2 непроспиени години.
Научниците велат дека сите кои што се вакцинирани до 72-та година против вариола вера имаат заштита и против овие сипаници. Ова се автентични снимки од тоа време од 72-та година кога цела Југославија беше во паника поради вариола вера. Но од тогаш се поминати 50 години и научниците сега се плашат дека можеби имунитетот со текот на времето е опаднат, но барем го има каков таков. Оние кои што се родени по 72-та година го немаат овој имунитет, но ако се вакцинирани против морбили и тие се заштитени. Затоа немој да се грижите. Потреба за масовна или принудна вакцинација нема да има потреба. Вакцината штити, но нормално е дека нема логика населението да се вакцинира на толку ретка и несмртоносна болест. Може, ако има случај на сигурен контакт, да се даде вакцината против вариола вера, за човекот да не го добие вирусот или да добие полесна клиничка слика. Но освен вакцината за вариола вера, има и нови вакцини и нови лекови за мајмунските сипаници. Во септември 2019 година, ФДА во Соединените Американски држави ја одобрува новата вакцина Genius, која што во овој момент е единствена вакцина во Соединените Американски држави која што е за лекување на мајмунските сипаници. Измислен е и нов лек кој што се вика Тековиримат. Проблемот е што овој лек е регистриран во јануари оваа година, 2022, што беше доволно за теоретичарите на заговор да кажат дека ете оваа болест сега се пушти овие информации за нели лековите да се трошат. Што за ова вели професор Даниловски? Подобро е да се делува превентивно, наместо да се најдеме затечени како со ковидот. Затоа се тие претходно направени и вакцина и лек. Но да не бидеме несериозни, еве неколку информации за оваа болест колку да знаеме. Како се шират мајмунските сипаници? Тоа се болест претежно која што имаат животните, но знае да се пренесе и на човекот. Од човек на човек потешко се пренесува, најчесто преку контакт физички кожа на кожа со оштетените делови од кожата кои што ги предизвикале мајмунските сипаници, односно осипот. Ретко, но може да се случи да се пренесе и преку допир со постелнината или со пешкирите кои што ги користело заразеното лице. Затоа и се вели дека во ризик се членовите на семејството на заразените. Кога сме кај симптомите, тие се појавуваат од 5 до 21 ден од болеста. Велат дека прво може да има температура и треска, да се чувствува главоболка, замор, мускулни болки и болка во грбот, да се има осип и карактеристично за мајмунските сипаници се отечени лимфни жлезди. И нашиот Институт за јавно здравје објави детални информации за оваа болест, за симптомите, и тој може да се најде на сајтот на Институтот за јавно здравје во форма на флаер. Бидете спокојни, нова пандемија, посебно не од мајмунските сипаници, нема да има. Таа е ништо во споредба со ковидот. Да не беше толку близко пандемијата со ковидот, можеби мајмунските сипаници воопшто нема да беа во медиумите. И како велат, кој ќе се изгори на млеко, дува и на јогурт. Убаво е да знаеме дека македонските власти се сериозни и превземаат превентивни мерки. За секој случај, што е сигурно, сигурно е да не ни се случи уште една болест како ковидот да не изненади.